Во овој случај кога се работи со диоден лазер, значи може да се останат влакната или ако се работи со неквалитетни дерматолошки лазери, влакната повторно може да се појават, зашто не може скроз да се уништи клетки. Ако се работи во движење, значи диоден лазер во движење, како што сега ќе прикажеме, значи влакната само се загорува и не може скоро да се уништат клетките. Значи истите влакна ќе се јават повторно, али ослабени. Тоа се случаи како што е сопрано лазер, диоден или лајт шир, диоден лазер. Значи тоа се овие влакна не може да ги уништи. Самата камера може да прикаже. Не може да се створи доволна енергија во молекула на влакното повторно се враќа, али после. За овој тип на влакна ние користиме посебна лазерска технологија. Тоа е ELOS технологија, која што може да продре и до 5 мм во кожата и ствара 100 степени во фоликулата на влакното, што не е случај со ниеден дерматолошки лазер во светот. Затоа има бројни студии, преку 40 клинички студии, ELOS технологија зашто е подобра од било кој IPL или било кој дерматолошки лазер. Со самите третмани на лазерска депилација се максимално се добива максимално подмладување на кожата, безбедни се, поготово ELOS технологија ја мери температурата на загреаност на кожата и ако утврди дека е прегреана, се исклучува системот, значи не пушта енергија.